Добре дојдовте на првиот час по предметот психологија. Денеска ќе зборуваме за поими и теми кои што секогаш го интересираат човекот. Тој секогаш сакал да знае зошто така реагира, што се случува во неговите доживувања, зошто другите луѓе така реагираат, кои се разликите помеѓу една личност и друга, зошто тие разлики се јавуваат, па така психологијата од секогаш е актуелна наука, која што, за да може да функционира како наука, најпрво треба да го дефинира својот предмет на проучување. Предметот на проучување на психологијата е поврзан со терминот психологија, односно кога на часот прашувам кои се првите асоциации кога ќе спомнеме психологија, најчесто ги добивам следните одговори. Дека психологијата асоцира на психа, душа, разбирање, мислење, конфликт, фрустрација, стрес и уште многу други поими. Сите тие се точни одговори и сите тие ќе бидат предмет на некои од следните часови по психологија. Кои се прашањата на кои што психологијата би одговарала? Најпрво, како се развиваат емоциите? Зошто се развиваат и како влијаат факторите во средината на развојот на емоциите? Можам ли да ги контролирам емоциите? Колку брзо и ефикасно можам да учам? Како да учам подобро? Зошто некои информации ги помнам долго време, а некои не можам ни да ги запомнам? Што е разликата помеѓу темпераментот и карактерот? Што се случува кога човекот спие? Каква е содржината на сонот? Од што зависи содржината на сонот? И уште многу други прашања кои што можат да добијат одговор на некои од следните часови. Психологијата е наука која се занимава со проучување на однесувањето на човекот, но и менталните процеси кои што се случуваат паралелно, преку проучување на психичките појави. Задачата е да се дефинира како се јавуваат појавите, како се развиваат, кои фактори ги определуваат нивниот развој, како да се предвидат и како да се влијае на нив со цел да се подобрат условите, да се подобри квалитетот на човековото живење. За да можеме подобро да ги разбереме, психичките појави се поделени во 3 категории. Меѓутоа, поделбата е само на слайдот, само во лекцијата. Инаку во секојдневниот живот психичките појави се испреплетени, влијаат едни на други, се надоврзуваат и прават усогласување во десувањето на човекот. Психичките појави ги делиме во 3 категории. Имаме психички процеси, во кои спаѓаат интелектуалните, емоционалните и мотивационите процеси. Со нив човекот реагира на светот и ги прима најпрво информациите од светот, а потоа определува како ќе реагира и со колкав интензитет. Психичките процеси се многу важни за човекот, тој ни овозможуваат да се поврземе со средината и да квалитетно да одговориме. Меѓутоа, исто така важни се и психичките состојби, какво е вниманието, концентрацијата, заморот и многу други, кои што определуваат со каков интензитет ќе се одвиваат психичките процеси. Третата категорија се психички особини, кои што се однесуваат на карактеристичниот склоп на секоја личност. Секој од нас има своји одредени физички карактеристики и внатрешни и надворешни, има свој темперамент, карактер, способности, интереси, ставови, волја и сите тие се различно искомбинирани. Сега, најнапред да се запознаеме поединечно со секоја од овие психички појави. Најпрво интелектуалните, сознајните психички процеси. Многу се важни за нашиот живот и функционирање, бидејќи со нив, најпрво со процесот на перцепција, ги добиваме информациите од средината и од нашето тело, и ги комбинираме. Самиот процес на комбинирање на дразбите се нарекува перцепција, меѓутоа не завршуваме тука. Ги перцепираме и почнува процесот на обработка. Обработката на информациите и предизвикување промени во однесувањето се вика процес на учење. Во процесот на учење се спаѓа се од првите зборови, од првото држање на телото на човекот, од тоа со колку живееме, кои се луѓето што не чуваат, како се викаат предметите околу нас, учењето на мајчиниот јазик, меѓутоа и учењето во училиште на сите други јазици, учењето каде живееме,
И така во текот на целиот живот имаме процес на учење. Колку е подобро учењето, колку се подобро поврзани информациите кои што ги учиме, толку подобро и поквалитетен ќе биде процесот на помнење, односно складирањето на информациите. Добро складираните информации ние потоа можеме да ги употребиме во процесот на мислење, односно во секој момент да го пронајдеме оно што претходно сме го научиле и да го употребиме во секојдневниот живот. Затоа е многу важно сите овие процеси да функционираат добро, квалитетно и успешно да можеме понатаму да се снаоѓаме во животот. Вторите психички процеси се емоционалните психички процеси и тие ни прават една обработка на средината од еден друг аспект. Определуваат според тоа каков впечаток остава средината на нас, дали ќе се приближиме кон неа или ќе се оддалечиме. Оние предмети појави кои што имаат позитивно значење за нас, кои што не привлекуваат, не тераат да бидеме во нивна близина. Такви се емоциите на љубов, на задоволство, позитивните емоции, и имаме и емоции кои што се негативни, односно не тераат да се оддалечиме од предметите или да предземеме негативна акција кон нив. Разликуваме голем број на различни емоции, од најпријатните до најнегативните, најнепријатните. Имаме термини како што се разликуваме емоции, чувства, термини како што е емоционална интелигенција, расположение, стрес, и тоа се се термини кои што ќе бидат предмет на истражување на часот по психологија кога се работат емоциите. Мотивацијата е исто така многу важен психички процес кој што определува како човекот ќе превзема одредена активност. Мотивите се различни, може да бидат универзални биолошки мотиви кои што важат за сите луѓе на светот, меѓутоа може да зависат и од средината во која што се развиваме, а секако зависат и од личноста која што ги доживува, односно од нејзините лични карактеристики. Кој мотив ќе го одбереме зависи од многу фактори и од моменталната ситуација во која што се наоѓаме. Затоа ќе зборуваме на часот по мотивација и покрај тоа ќе ги спомнеме поимите како што се конфликт, фрустрација, рационализација, регресија и уште многу други поврзани со мотивацијата на човекот. Втората категорија која што ја спомнавме од психички појави беа психичките состојби. Тие определуваат со каков интензитет и брзина ќе се одвиваат првите интелектуалните процеси. Например, кога имаме состојба на висок степен на внимание, самите знаете од вашето искуство, кога нешто гледате филм со внимание или пак лекцијата ја слушате со внимание, процесот на перцепција е детален, ги запазуваме сите различни информации, процесот на учење е брз, сеопфатен, процесот на помнење е ефективен и на крајот, кога размислуваме со внимание, нашите резултати на мислењето се многу квалитетни и се одлични. Од друга страна пак, ако телото е заморено или психички сме заморени, нашата состојба на интелектуална обработка на информациите е забавена, потешко учиме, мотивацијата се намалува, емоциите се или неутрални, негативни и секако можеме да заклучиме дека психичките состојби влијаат на тоа како човекот ќе реагира во средината. Последната, третата категорија беа психичките особини. Во нив спаѓа телесните карактеристики, способностите, темпераментот, карактерот, интересите, ставовите, волјата на човекот. И сите тие спаѓаат во една група која што се викаат релативно трајни карактеристики на личноста. Односно, некои од нив може да се задржат целиот живот и да останат исти или малку изменети, а некои може да се менуваат. Така нашите телесни карактеристики се оние кои што ги добиваме од генетскиот потенцијал на нашите родители, тие се менуваат, се развиваат во текот на животот, меѓутоа од прилика нашиот лик, градбата на телото се задржува во текот на целиот живот, иако со текот на годините има одредени промени. Истото се случува и например со ставовите. Во едни моменти со едни искуства имаме одредени ставови, под дејство на други искуства тие ги менуваме и затоа заклучуваме дека психичките особини се релативно трајни карактеристики на личноста. Некои од нив се добиваат со пренесување на генетскиот потенцијал од родителите, од биолошките родители,
Некои од нив се добиваат во социјалната средина. Например, карактерот, интересите, ставовите, волјата се добиваат во социјалната средина во зависност од тоа какви се условите во кои живееме. Например, детето кое што живее во семејство во кое што се слуша одредена музика, претпоставуваме дека ќе ги развие интересот за таа музика, меѓутоа сепак останува неговиот личен интерес и таа повторно не можеме да кажеме со сигурност дека целиот живот ќе сака таа музика, иако може да биде и тоа случај. Заклучокот е дека психичките појави секогаш се во сооднос едни со други и ја градат личноста на човекот. Значи, кај секој од нас ги има сите овие три категории на психички состојби, особени и процеси, меѓутоа толку многу различно комбинирани, да секој од нас представува една специфична личност со своји специфични карактеристики. Исто така, тие карактеристики се постојано под влијание на средината, условите на живот и од личните избори. Задачата на психологијата е да ги дефинира секоја од овие појави, да каже како се развиваат и кои се последиците од нив. Например, кога би сакала да дефинираме една појава, например емоцијата страв, што би била нашата задача? Да дефинираме што е тоа страв, како да го препознаеме стравот во однесувањето на човекот, што се случува кога човекот доживува емоција на страв, кои фактори го предизвикуваат, се разликуваат ли тие фактори во различни развојни периоди, дали имаме одредени стравови кои што се поврзани со одредени периоди во развојот на човекот. Кои се последиците од претрпен страв? Што можеме да спречиме за појавување на стравот? Како можеме да подготвиме личноста да го доживее и да го преброди моментот кој предизвикува страв? На овој начин, ако се подготвиме на овој начин, и ако знаеме како да пристапиме кон луѓето, но и кон самите себе, да се подготвиме од стравот, од настап, од стравот, од поаѓање, минување на средината и така натаму, ние ќе можеме да си обезбедиме подобри услови за функционирање и да го подобриме квалитетот на сопствениот, меѓутоа и квалитетот на луѓето околу нас. За оние кои што им се допадна лекцијата и се љубопитни за понатаму, ви давам една задача. Размислете за психичките карактеристики на некоја личност од вашата околина, некого кој што добро го познавате, некој другар, член на семејството и така натаму. Искористете табелата која што ја имаше на претходните слайдови и набројте ги незините или неговите психички одлики. Што сте забележале во вашата взаемна комуникација? Каков е неговиот процес на перцепција, колку брзо учи, што го мотивира, која е неговата или незината најчеста емоција, дали се јавува често состојба на замор, каков е темпераментот и карактерот. И од кога ќе ја пополните табелата за другата личност која што ви е блиска, направете на табела и за себе. На крајот споредете ги и видете кои се разликите помеѓу вас, кои се сличностите и можеби ќе дојдете до одговорот зашто толку си се допаѓате или зашто толку лесно комуницирате едни со други. За некои од следните часови може ќе најдеме и некои други одговори на овие. Размислете и слободно, доколку имате прашања, осмислете ги. Се гледаме и пријатно.